Почитувани гледачи, време е за регионалните вести. Жител на Тетовско застрелал куче бездомник во самоодбрана. Свесен е за последиците, но бара правда и за себе. 70-годишен жител на тетовското село Седларце синоќа застрелал куче бездомник, кое како што пријавил во полиција неколку пати досега влегувало во неговиот двор, напаѓајќи го неговиот внук и домашните птици. Нашата екипа беше во Седларце. Го пронајдовме Иван Спировски, кој ни раскажа дека бил принуден да го застрела кучето, кое се обидело да ги нападне него и неговиот внук. Кучето тврди веќе со месеци напаѓало луѓе, а во неколку наврати му влегувало во дворот за да давувајќи му дел од стоката што ја чувал. Ги пријавувал случаите, но во институциите вели само кревале раменици. Го убив да спасим внук ми прво, па после да спасим животните, пошто тоа истото куше пред 2 недели ми удае 2 гуски, кои коштаа 50 евра, 2 гуски. И се жалим, кому да се жалим? Бев тога, прашуев ни село, да нема газда некој собственик, ми викаја сите скитники. И мене ми направи белја, на тој му направи белја, на овој му направи белја, се жалеле, нема кој да обрати пажња. А сега, ќе дојда и од месечината да ги штита кучињата. Спировски велиот е сосема свесен дека го прекршил законот и ќе биде казнет, но бара правда и за себе. Проблемот со бездомните кучиња станува се поголем и бара сериозен пристап на надлежните за негово решавање. Децата сега на голем одбор кога ида да зема јадење, и рипа им го зема од руки. Има некој тоа да се стори сајбија на тоа? Не. Ако ќе се случи вакво нешто и да се одбрани некој, тогаш не знам кој ќе се најда хумани организации. Законот е добар, ама не е доречен. Во општина Брвеница велат дека се обидувале да го решат проблемот, но како рурална средина зависат од поголемите општини со кои досега тврдат не нашле разбирање. За проблемот со бездомните кучиња и општина Тетово веќе со години тапка во место. Се намалува возрастната граница на лица кои пробуваат наркотични средства. Кај возрастните пак периодов помодарство е користењето кокаин. Најмладото лице кое посегнало по дрога е на возраст од 10 години. Практично деца започнуваат да експериментираат со наркотични средства. Од друга страна пак, помодарство за возрастните е користењето кокаин. Се зголеми бројот на зависници од марихуана, односно не можем да кажем зависници затоа што се работи за млади, пробатори на марихуана, значи зголемена е бројката и за жал намалена е граница, возрастната граница. Значи од 10 до 11 години веќе започнуваат да експериментираат со дрогата. А бројката на зависници на хероин не се зголемува драстично. Значи работиме со стари зависници, нови немаме евидентирано во Центарот за социјална работа. Меѓутоа, мислам дека неголемиот скок во пораст е експериментирањето со марихуаната. И екстазите еден период за да зама во Тетово, меѓутоа сега како да стагнира. Сега имам сознание, сепак ќе кажам не проверени, дека кокаинот го конзумираат повозрастни лица. Психолозите советуваат за да се спречи зависноста од дроги, најважна е превенцијата, правилно воспитание во семејството и поголема ангажираност на институциите. Основата е во семејството. Мора да се работи со децата. Не значи работа немој да се дрогираш, немој да пиеш, немој да Не е така. Има милион начини на кои родителите треба да постапат за да во интерес на детето. Има советовалиште во центарот, има цела служба составена од психолог, педагог, социјален работник кој работи на оваа проблематика. Било когаш, во секое време, центарот е отворен за сите кои имаат било каков проблем со децата. Не мора да биде другаво прашање. Има психички проблем, се затвора детето во себе или е хиперактивно. Нека дојдат, нека побараат помош, ќе добијат совети како да постапат со своите деца. Од друга страна, значи, ова е семејството како еден важен момент. Општината треба многу да направи. Владата може многу да направи. Значи, кај децата од мали треба да се развива љубов кон музика, кон спорт.
Мора да ги активираме децата во спортски активности, во музичко, во било какви активности вон училиштето, многу позитивно ќе влие на секоја лично. Значи, тука и општината мора да направи надпревари, тимови, да ги финансира, затоа што мора да признаеме дека родителот не може да одвои секој месец по 1000-2000 денари да плати. Значи, треба бесплатни спортски активности. Тоа за една општина не е многу, ама е многу значи за една млада, здрава младина, што е темел на една држава. Ако немаме здрава младина, нема да имаме и здрава држава. Причините за тоа што голем број млади експериментираат со наркотични средства се различни. Секојдневни проблеми, нарушени семејни односи, но често и од љубопитност. Кавги проблеми владеат во гостиварскиот театар. Двајца актери реагираа дека биле исфрлени од представата без да им биде образложена причината. Режисерот и директорот на установата велат дека актерите не ги исполнувале обврските и се однесувале непрофесионално. Постои една година, се уште се екипира со кадар, немал премиера, а во гостиварски театар веќе се случуваат проблеми и превирања. Актерите Берат Салиу и Арген Хасани во знак на револт поради одземање на улогите, вчера вечер влегоа на сцената и ја прекинаа пробата на представата Мудриот Натан, која треба да биде прва на театарот. Тие од режисерот и од директорот побараа објаснување зошто се отстранети од представата и заменети со други актери. Рекоа дека таквиот чекор бил сосема неправеден и дека нема да дозволат представата да се одигра без нив. Без да не известат, не тргнале од представата и не замениле со други актери. Немаат право на такво нешто и ние нема да дозволиме представата да се одигра без нас. Дојдовме да ги прашаме од која причина го направиле тоа. Аргент има и договор со театарот, јас немам, затоа што кога се формираше театарот, бев именуван за ВД директор. Итно барам да објаснат зошто сме сменети. На наше место се донесени актери од Тетово. Јас не сум против никого. Театарот треба да има отворени врати за сите уметници, но не тоа да се прави на ваков начин. Режисерот Сулейма Рушити рече дека представата е негов авторски проект и како таков добил финансиска поддршка од програмата за култура на Министерството. Актерите кои што прават скандали не ги исполнуваа своите обврски. Подготовката на представата ќе се продолжи и тоа никој не може да го спречи. Според ВД директорот Висар Вишка, актерите постапувале непрофесионално и ги попречувале пробите. И тој потврди дека екипата под водство на Рушити ќе продолжи со работа на представата и најави дека освен ова, до крајот на годината, Гостиварски театар ќе постави на сцената уште 2 драмски изведби. Сите политички групации во Европскиот парламент го осудија минато неделниот неуспех на самитот на лидерите на Европска Унија, кога не беше донесена одлуката за отварање на пристапните преговори за Северна Македонија и Албанија. Представникот на неголемата групација Европската народна партија Манфред Вебер вели дека Европската Унија има одговорност да донесе доза на стабилност на Западен Балкан, кој според него и натаму е нестабилен. Тој нагласува дека Албанија и Северна Македонија заслужуваат европска перспектива. There is instability in the Balkans. We could have brought a dose of stability. Тој нагласува дека Албанија и Северна Македонија заслужуваат европска перспектива. Многу баравме од тие земји, а сега вратата им е затворена пред нос. Губиме кредибилитет и тоа е сериозно, предупредува Вебер, додавајќи дека против проширувањето биле оние лидери кои доаѓаат од либерални партии, а поддршка за проширувањето дале конзервативните партии. На седницата во Страсбур се расправаше за исходот од самитот во Брисел. На седницата своје обраќање имаа и председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер.
На двајцата ова им беше последното обраќање. Оти наскоро им истекува мандатот. Тие и денеска повторија дека тоа што Европската Унија не им даде зелено светло на Северна Македонија и на Албанија е голема грешка. Туск изрази надеж дека лидерите ќе извлечат прав заклучок кога ќе разговараат за процесот на пристапување на самитот во мај 2020. А Јункер предупреди дека никој на светот нема да ја почитува Европската Унија ако таа не се држи до ветувањата. This was a mistake, which I have said to the leaders. Европските лидери имаат тешка дебата околу проширувањето. По јасната препорака од Европската комисија, огромното мнозинство од земјите членки сакаат да бидат отворени пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија, но и покрај тоа не беше постигнат потребниот консензус. Според моje мислење, тоа беше грешка и тоа отворено и директно им го кажав на лидерите. Сега се надевам дека лидерите ќе го исполнат заклучокот дека ќе се наврата нова прашање пред самитот во Загреб во мај до година. Тетовските актери од летечката театарска трупа во четврток и петок за прв пат ќе изведат камерна представа во Центарот за култура во Тетово. Се работи за познатата приказна "Животот е прекрасен" од италијанскиот режисер Роберто Бенини. Маестралното дело на Роберто Бенини "Животот е прекрасен" ќе биде преточен во театарска игра. Креаторот на ова дело е препознатливата летечка театарска трупа. Представата ја подготвуваат веќе една година со цел да ги доловат емоциите и пораките кои ги носи оваа трогателна приказна за италијанско семејство во време на Втората светска војна. Се работи за камерна представа, односно публиката ќе ја следи представата на самата сцена. Затоа што се работи за камерна представа, самата публика е со актерите на сцена. Ја гледа представата всушност од перспектива на актерот. И буквално действието се игра на метар 2 од самата публика и токму поради тоа е големи притисокот за да се изигра секако што треба до перфекција и затоа толку долго и толку интензивно ја подготвувавме оваа представа затоа што од толкава близина секој човек ќе го регистрира секој движење на актерот, секоја емоција на и израз на лицето и затоа мора се да биде изиграно многу педантно. И во оној технички дел на представата, што се однесува на музика, на светло, и се разбира во оној човечки емотивен дел на представата, што се однесува на самата игра на актерите. За прв пат во режисерските води ќе заплива Елена Билбиловска, која е долгогодишен член на летечката театарска трупа. Јовановски, како нејзин ментор, вели дека со ова дело младите членови од летечката театарска трупа ќе направат и изведат нешто свое. Решиме да направиме таа представа затоа што е вистински предизвик едно такво филмско дело да се пренесе на театарската сцена, особено во тој подвиг да им дозволиме на помладите членови на летечка театарска трупа да направат своја представа која што ќе биде нивно дело. Речи си целосно. Јас сум само ментор на групата која што ја прави оваа представа, а режијата е на Елена Билбиловска која што за прв пат зачекорува во тие режисерски води и мислам дека ќе успее доволно добро да ја пренесе емоцијата и приказната на "Животот е прекрасен". Се работи за камерна представа која што е етида, значи дека во представата нема ниту речиси, ниту еден збор искажан, но има толку многу говор на тело, толку многу музика и мислам дека целата приказна, вистинската емоција и сето она што се нарекува едно театарско дело ќе биде соодветно пренесено на публиката. Представата ќе се изведува во четврток во 18, како и во 20 часот. Исто така и во петок во 18 и во 20 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Пешак повреден во сообраќајна незгода во Тетово. Поради поседување дрога приведени 4 лица. 23-годишна жителка на Непроштено се здобила со тешки телесни повреди, откако вчера на улица Страшо Пинџур во Тетово во неа удрил автомобил, управуван од 54-годишникот Порој. Повредената е пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 50 минути во Боговиње, лишени од слобода се двајца тетовци на возраст од 26 и 22 години, затоа што при нивен и при преглед на возилото, во кое се наоѓале, пронајден е кокаин и марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово
и по целосното документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Предходно околу 20 часот и 35 минути и во Гостивар, на улица Живко Брајковски, биле приведени 21-годишен гостиварец и 18-годишник од Гостиварско Равен, кај кој била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот, против нив ќе следува соодветен поднесок. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи во Тетово ги известува сите корисници дека согласно Законот за социјални работи и статутот на центарот потребно е да се формира совет на корисници на права и услуги во центарот. Рок за поднесување на апликации е до 4 ноември. Сите подетални информации може да се добијат во Центарот за социјални работи во Тетово во канцеларија број 27. 2 златни и 3 сребрени одличија за боксерите на Шкендија No Limit на 26-тото државно првенство на Македонија во бокс во сите возрастни категории. Одличен успех за тетовските боксери од клубот Шкендија No Limit на 26-тото државно првенство на Македонија во сениорска, јуниорска, кадетска и пионерска конкуренција. Тетовци на првенството кое се одржа во Охрид настапија со 9 надпреварувачи, од кои 5 мина се закитија со одличија, додека двајца се пласираа во финалето кое е одложено поради големиот број на борби. Александар Ристовски беше најдобар во јуниорска конкуренција до 75 килограми, откако во финалето победи со 3:0. Златен медал освои Хади Шехаби во кадетска конкуренција до 52 килограми, откако со нокаут беше подобар од својот противник. Во кадетска конкуренција боксерите на Шкендија No Limit дополнително треба да се борат во финалните надпревари, откако тие беа одложени поради големиот број на борби. Така Бекир Лимани во категоријата до 57 килограми и Кемал Фетаи до 60 килограми. Својот пласман ќе го дознаат следниот месец, кога во рамки на Златниот гонг во Скопје ќе ги одбоксуваат финалните средби. Сребрени одличија освоија Алија Земи во сениорска конкуренција до 81 килограм, Милан Петковски во кадетска конкуренција до 66 килограми и Јагон Алија во конкуренција на деца до 48 килограми. Се борев на државното првенство Македонија, учествував во категорија јуниори до 75 кила, освоив прво место, боксував во полуфинале и во финале против двајца, во полуфинале боксував од Скопје, универзалци, а во финале од Скопје, од клубот Чаир. Како си ти задоволен тоа што го постигна? Па јас сум многу задоволен. Боксував на државско првенство во категорија 57 кила и боксував директно на полуфинале, и сега сум во финале. И победи некоја борба? Да, победив полуфинале, сега во финале во Златен гонг. А кои се твоите очекувања од финалето? Очекувам да победам, дека сум многу спремен и се чувствувам добар. Боксерскиот клуб Шкендија No Limit од Тетово во моментов е убедливо најдобриот боксерски клуб во Македонија, со многу одличја во поединечна и екипна конкуренција. Задоволството во тетовскиот клуб не го кријат и после последниот успех на државното првенство во Охрид. Сега се одржи државно првенство у Македонија, се одржило у Охрид, субота и недела. Се учествувавме со 9 надпреварачи. 2 имамо моментално освоени, 2 се чека. Тоа изгледа ќе се одржи у Златен гонг у Скопје. Имамо и 3 сребрени освоени. Тие моментално што ги освоили, тие се Александар Ристевски и Хади Шехаби. Тие го освоиле и се чека Бекир Лимани и Кемал Фетаи. Ние сме претерано задоволни. Не чекавме толку од децата, сите се по 3-4 мечови, ама го покажаа тие своето колку можеле. Значи имамо голем успех. Успехот на тетовците беше уште поголем доколку се одржаа и борбите во конкуренција на деца до 43 и 67 килограми. Во овие категории единствените представници беа Амин Фетаи и Леонар Табази од Шкендија No Limit, но поради немањето на противници, нивните борби не се одржаа. Времето денес беше сончево и топло со слаб ветер, претежно од североисточен правец.
Температурите се движеа од 10 до 25 степени. Времето утре ќе биде сончево со слаб источен ветер. Температурите ќе се движат од 10 до 26 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести, а вие и натаму останете со нашата програма. Пријатно!